Представници на жителите на селото Бели кои денеска го изразија својот протест пред управната зграда на комуналното јавно претпријатие Водовод поради согорување и чадење на градската депонија лоцирана до нивното населено место, остварија средба со раководството на претпријатието и градоначалникот Лјупче Папазов заради барање итно и трајно решавање на овој еколошки проблем. Ова е предупредувачки соби, бидејќи ние се соочуваме со голем проблем од градската депонија на општина Кочани и околните села каде што се исфеда сметот. Градската депонија веќе 5 месеци без престан гори. Кога повеќе, кога помалку. Ние во село Бели сме на таква местоположба каде што доколку вечерта нема чад, изотрината селото е покриено во магла. Така, буквално кажано во магла. Не се излегува надвор, смрди и дури лути на очите. Разговаравме неколку пати, имавме и состанок со градоначалникот и директорот на водовод во село Бели, одржан со жителите, каде што како и на секој состанок добиваме ветување дека се работи на случајот, дека депонијата ќе биде згасната, меѓутоа гледаме дека резултатите покажуваат нешто сосема спротивно. Депонијата се разгорува повторно и секое следно разгорување е се поголемо и поголемо. Последните неколку дена исто се соочивме со голем чад и голема смрдеја, кој што го осетија поголемиот дел на Кочанската околина, да не речам до Штип и до Виница, бидејќи не се гледа што се дише, доколку не се подигнеш малку повисоко од чадот. Доколку не запре загадувањето на животната околина од чадот од депонијата, Белани најавија дека ќе преземат порадикални мерки, бидејќи, како што рекоа, состојбата е неиздржлива. По разговорот, директорот на комуналното јавно претпријатие Водовод Иван Иванов истакна дека проблемот е евидентен, дека барањата на жителите на населеното место се оправдани и дека комуналното претпријатие и општината ќе преземат брзи и ефективни мерки депонијата да изгасне. Ги сослушавме луѓето, имаме разбирање за нивниот проблем, реално го сваќаме проблемот, работиме на негово решавање, значи еве и денес и екипите на комуналното претпријатие и екипите на противпожарната служба се на терен и мислиме дека во најскоро време депонијата ќе биде начисто изгасена, односно пожарот ќе биде веќе е задушен, меѓутоа ќе биде целосно елиминиран. Имаше предлози да се ангажираат фирмите кои што имаат градежна механизација да земјата ја изнесуваат на депонијата, што ќе служи за затрупување. Предлогот е издржан и во моментот и фирмите со кои што работи општината се задолжени да земјата која што ја искупуваат ја носат на депонијата да служи за затрупување на пожарот кој што е настанат. Истовремено Иванов ги повика другите надлежни институции и служби да преземат соодветни мерки против потпалувачите и да се спречи намерното палење на депонијата. Покрај тоа се размислува за воведување трета смена во чуварската служба со цел да се спречи евентуално недозволено влегување во истата и потпалување на лесно запаливите материи. Инаку проблемот генерално ќе се реши со реализација на проектот за регионална депонија кај Свети Николе, зашто активностите се во тек и се одвиваат со забрзана динамика.